Единствен бизнис во 12 чекори. Ресурси. Историјата за млекарата Јока почна далечната 93-та година. Таа е поврзана, секој почеток фактички во бизнисот е поврзана со идејата. Мене идејата ми се роди 93-та, како што кажав. Тоа беше на сам дочек на нова година, во расположено друштво и пријатели, стана мовет за тоа беше време кога се отвара нови бизниси. Некој од пријателите спомна дека видел, не знам дали овдека во Македонија или во странство негде видел мини млекара која што произведувала кисело млеко. Знаејќи ги каков беше квалитетот на тогашното кисело млеко од државната млекара која беше во тоа време во Струмица и млекото кое сме го јаделе кога одиме, домашно млеко кое јадеме кај нашите роднини во селата и направено на домашен начин, бев сигурен дека тоа ќе биде прифатено од пазарот и сериозно ја разгледав после уште другиот ден таа идеја, сериозно ја сватив дека има простор за една таква инвестиција. Мојата идеја ја споделив со моите најблиски, кои очигледно и тие ја прифатија, им звучеше покрај тоа што беа изненадени, им звучеше примамливо и вредна за да се проба. Почнав да работам сериозно, да ја разгледам идејата. Требаше да се провери дали има суровина преди се за тоа млеко, да видиме со каква технологија се произведува. Сепак тоа ќе биде посовремен начин на производство, не е тоа од домашниот, опрема која се користи. Решив и отидов после 2-3 дена во Скопје и најдов едно кисело млеко во самата продавница на која пишуваше и адресата и телефонскиот број и собственикот. Без размислување му се јавив на телефонскиот број, го побара собственикот, од другата страна ми одговори, разбра дека идејата ми е да се запознам со основните потреби за отварање една млекара. Следна постапка беше да ја најдам таа опрема. Дел од таквата опрема и сам инвестирав во неја, сам ја направив типот комори за ладење, за гревање. Дел од филтри за прочистување на суровината и пастеризаторите, котласти пастеризатори, тоа го купив од Бугарија. И така почнавме, како што се сеќавам, и кога отидов за суровина да барам во околината, во околните села во Струмица, и тоа беше се најде одредена која во тоа време се сеќавам почнуваше еден со фармерско производство, поголем број на крави имаше грла и тој беше за еден месец спремен да отпочне со фармерско производство на крава, имаше приличен број на крави. За почеток најдов потребната суровина, сега предстоеше припремање на просторијата, инвестирање во минимум услови за отпочнување на бизнисот. И некаде целокупната инвестиција ме кошташе околу 10.000 евра, 10.000 марки беа во тоа време. И веќе на 29, како што кажев, од нова година, 29 април го имав готов производот направено во каков што треба да биде за продажба. Пресвртно беше тоа што од сите добив поддршка и веруваа во таа моја идеја и ќе беше некоректно, ќе изгледаше дека само се правам паметен со идеи, доколку не ја реализирав на крајот, морав да ја реализирам. Пресудно беше тоа што мојата баба ме убеди дека морам да почнам, дека не е срамно и да не успеам во бизнисот и да не успеам, срамно е да украдеш, а не е срамно да пробаш, а да не успееш.
точно е тоа дека во таквите моменти потребно е клучниот чекор да се направи за да се влезе во бизнисот, потребна е поддршка од страна на неговите и да верува во тоа, да не се плаши од неуспех. Тоа е најголемиот проблем кај луѓето што не влегуваат во бизнис. Да не се плаши, не е тоа ништо треба. Ако не бива во млеко, нека проба ќе биде во месо, нека проба ќе биде во текстил. Осмели се, направи го првиот чекор. Започни бизнис.